Европското првенство дојде до самиот крај. Остана да се одигра уште најважниот надпревар, финалето помеѓу домаќинот Франција и Португалија. Денеска ќе ги анализираме претходните 50 на надпревари, но и ќе го најавиме финалниот надпревар. Заради таа причина со нас во студиото се Стојмир Урошевиќ, поранешен фудбалер на Тетекс и член на златната генерација на ФК Вардар, Јосип Бартон, меѓународен фудбалски судија, и колегата Лазар Саровски, кој изминатата сезона ги коментираше спортските надпревари на телевизија Ултра. Добре дојде за сите тројца. Добре, најдобре. Значи, прво прашање, генерално за сите тројца, може да почне Бартон ако сака. Како го оценуваш досегашниот тек на првенството, значи? Па, според моје мислење, досегашниот тек на првенство, вакво првенство, мислам до сега немало. Олку возбудливо, олку добро. Значи, феноменално првенство, според мене, како и ја може да коментирам мало за судењето. Понатаму за судењето ќе дојде. Инаку, според мене, највозбудливо првенство до сега што сум го гледал. Саровски? Па, ако генерално гледаме досегашниот тек на настани, како се одвиеше ова европско првенство, ми и пред емисијата со Цоле малку разговаравме на оваа тема и се согласивме дека е едно од најдобрите европски првенства кои сме ги гледали до сега. И возбудливо, дури имаше изненадување бајаѓи, да не речеме типот на Ирска, па не мора Ирска, меѓутоа Велс, Исланд, па и Албанија кои што одиграја стварно добро. И ја мислим дека барем она што го очекувавме, ние као гледачи обични, љубители на фудбалот, баш ги исполнија критериумите наши за уживање. Урошевиќ, вашето мислење? Па сега да не се повторувам, но сепак мора да кажам дека ова првенство сега е во нов формат, но сепак мене ми остави голем впечаток, затоа што во ова првенство можеа и малите репрезентации да се покажат и докажат, а и големите да направат кикс. Значи, потполно го поддржувам овој формат на надпреварување со 24 репрезентации, за да даде шанса на секој да се докаже, а не само големите да учествуваат на некое европско или светско првенство. Според многумина ова беше најиздодевното првенство, меѓутоа не сите го делат тоа мислење. Според вас, вие како го видовте тој аспект првенството? Па не знам кои се тие многумина, дали се фудбалски стручњаци или само навијачи, но ете, ја како фудбалер со долгогодишна веќе во фудбалот активно 22 години, сега го тренирам и големо искуство, ја не би се сложил. За мене ова првенство беше едно од највозбудливите, најнеизвестните и најдобрите. Зошто да дојде еден Исланд до полуфинале, да дојде еден Велс до четвртфинале, полуфинале, значи тоа е сепак една пружена една шанса на малите репрезентации да се докажат, а никој не им оспорува на големите да ги победат тие мали репрезентации и да си го освојат европско првенство. И не само тоа, него оправдано финансиски издржано, затоа што колку такмици се плюс покажани, колку туристи дадени, телевизиски права, 12 надпревари повеќе од предходното првенство. Еден Исланд станува збор за преку 2 милиарди, 3 милиарди становника, за последниот напревар со Франција сакаа да дојде цела држава. Да се надовржеме околу колку било здодевно според некој. Па ми имавме 2 надпревара, финалиња пред финалето. Португалија со Унгарија, што ја мислим дека беше одличен, до 75-та минута, до 80-та минута беше одличен надпревар. После да се тактизира и Германија со Франција. Италија со Шпанија. Сите надпревари беа добри, осим Хрватска, Португалија. Значи тој надпревар беше 90 минути тактика и Франција, Швајцарија можда во... Не го ставам Швајцарија, али затоа што нели тој неславен рекорд од колку 36 години исто го изедначија. Значи без удар во рам. Значи само тој надпревар може да се каже дека бил здодевен, а за другите не би рекол. Да. Саровски, веќе спомнавме прв пат на европските првенства, 24 репрезентации, прв пат трето пласирана екипа оди во наредниот круг, прв пат се игра осмина финале на европските првенства. Дали мислиш дека УЕФА ја постигна целта со ова зголемување на бројот на учесници? Од маркетиншки, од финансиски... Финансискиот дел е најбитен. И знаеме дека ги исполниле квотата, може да и повише. Телевизиските права што се продадени, рекламите, тој Брайан там што е баш у моментите кои се игра над преварот,
и ред други, да не ги спомнуваме и не можеме да ги спомнуваме фирми и марки спортски опреме што ги носа и играчи и дури и навијачите влегоја у таква маркетинг на игра. Они си го правдаја, заработаја многу пари. Едина добра работа е што малиите репрезентации може, се слажим со Цоле што рече, да влеза, за да иде понатамо да се игра, да се покаже, па и на среќа, еден надпревар да им биде доволен на среќа за да пројде. Ми имамо и големи репрезентации што пројдоја баш... Само секунда, Холандија се не се пласира на Европското Не се првенство. слагам со тебе за еден надпревар, зашто тука немаше еден надпревар. Немаше, да. Значи група се игра 3 надпревари. Значи ти треба 3 надпревари да добиеш за да поминеш Да ги група, изиграш. нели? Да. Значи тоа не е еден надпревар, па среќа се ја поминал во осмина на финале. Да, Како што ама беше не- еден не Исланд или навикнати. Велс. Значи они константно играат добро, Добро, одлично, тачно, мора да се за сложи. да дојдат до тоа. Не се слагам дека ова е среќа. Од првите надпревари беа Грч некако, еве Бартон нека се сложи со мене. Од првите надпревари имаше малку како тактизирање, дали да се прв да не се прими гол. Тоа, Први да, надпревари тоа е се- са да. не се знаат уште добро. Секогаш е тоа така, да се тактизира првите надпревари. Еве, да се надоврзем на муабето што кажа Цоле. Само Португалија се протна низ ова првенство и дојде до финале. Мислим дека со 3 бода се протна у групата, со 3 нерешени надпревари и дојде до финале, што е Ама за... без пораз. Ама и Да, без пораз. тоа е тачно така еден драж на првенството. Како не? Па за постарите гледачи што са ми памтимо Италија. Исто. Колку пута Италија има стигнала до финале со нерешени. со нерешени, Да, со- да, без победа ни една. Така. Да не речеме. Да. Португалија изигра играта на Италија на ова првенство и првата победа ја забележа дури во полуфиналето. Да, и се пласираше во финалето. Точно се протна се. Да. Како така? Да. Успеа. Бартон, имаш големо искуство, значи, во судење на фудбалски надпревари, меѓународен судија си. Генерално, значи, мислењата околу делењето на правдата на ова првенство се дека ова е најдоброто судење што било некогаш. Значи, за разлика од светските првенства, каде што има судии и од други континенти, од Африка, од Азија, од Северна Америка, кај што не е толку развиен фудбалот, и има големи поплаки околу судењето, беше, не беше пенал, беше, не беше фаул, офсайд. Тука мислам дека беше најдоброто судење до сега. Па потпуно се сложувам со тебе дека ова е стварно најквалитетното судење до сега, плюс 6 суди, Да. подруго гледа, 12 очи, што би рекле. Многу перфектно судење. Јас сум изненаден, значи нема прогледување, тоа било порано, ќе му прогледа на некоја репрезентација. Сега Или на ова го домаќинот. немаше, значи чим може на Исланд да му се суди поштено, може на Велс, може тачно ова судење гарантирано е најдобро до сега. Сега може ќе иде до финалево. Сега за финалето не финале знаем. да Ќе видиме. Спомна судија по 6 суди на надпревар. Еве, многу од гледачите сигурно и не знаат која е улогата на судиите што се позади гол. Па улогата на судиите позади голот е да се прати 16-никот, значи секој контакт за пенал што е, он треба да му каже на главниот судија. Се главниот судија дали ќе го прифати или не, 100% ќе го прифати, пошто сите сме заедно, тука сме тим. Ако не заработамо заедно, значи ништо нема да биде од тоа. Петтиот и шестиот судија што се зад гол, ни гледа дали има контакт, пенал, гол-аут, му помага на главниот судија дали има фаул, дали нема, корнер, каде Едно е, што е. прашање у контекст Поведи. да сумеш да му земем на Павлета улогата малку ковото. Колку земаа по надпревар судиите? За првенство? Да. Па, од прилика, Ја можем да кажем, зашто се ја слушнав цената, ја кажа коментаторот, значи во групите 11.000 евра по надпревар, а се понатака, значи посмина на четвртата, тоа се подига и некаде рече 25. тој што ги суди надпреварите до финале околу 50-60.000 евра. не, Да. ја мислим дека... Да, Па за Да, 50.000 да, 50.000 и мора реално да 50.000 суди, значи мора укупно. реално. Финале, да, укупно, Да. за сите А надпревари. инаку мислам дека финалето 25.000 само за Три финалето. надпревари, квалификации, осмина финале, Комплет, четврти комплет. полу, ако ги суди некаде до 60. Ги спомнавме, извини Саровски, Да, ги да, спомнавме дополнителните суди позади гол. Да. Значи, кажавме дека судењето било одлично, меѓутоа би извел две спорни ситуации, кои што беа, да речам, под надлежност и на главниот судија, меѓутоа и на тој помошник кој што е позади гол.
Првата ситуација е на првиот надпревар на отворањето, Франција-Романија. Првиот гол за Франција, фаул во напад или чист гол? Па, ја би заштитил судиите, мислим дека судијата добро си ја вида со ситуацијата и се сложувам со него, значи мислам дека е исправна одлуката, неговата одлука е исправна. Значи ми треба да одлучиме у дел од секунда. Треба и на нас некогаш да ни се прогледа што чи може играч да промаши 100 пати. Имавме ситуација и во полуфиналето помеѓу Франција и Германија, каде што главниот судија досуди пенал за Франција по асистенција на дополнителниот судија за играње со рака на Швајнштајгер. Да. Дали мислиш дека беше исправна ситуација? Чисто исправна ситуација, значи раката е горе, нема што да бара горе раката, значи не е во не влијаеше на акцијата. Не, нема врска, не е во Не природна знаеме положба, акцијата како ќе заврши. Како ќе заврши, значи се Топката чека може да исходот, дојде топката удира во рака, значи он е во неприродна положба, значи ако е во природна положба играчот, тогаш нема пенал. Али во неприродна, значи брани простор, он фактички го брани просторот, може да дојде до играч друг да налета и да даде гол. Значи мислам дека на Рицоли беше исправна одлуката. Чиста како солза, значи горе нема тука што. Ама има судија што и не би го свиднале можда. Ја ќе се надополнам, не сум може стручњак судиски, но сепак како активен фудбалер и како гледач, мислам дека сосема исправно. Зашто читам денеска исто тоа што викаш ти, Павле, не утицело, не е вака, не е вака. Од кај знаеме ние таа топка кај ќе дојде? Може ќе дојде до играчот што е на метро и само ќе ја Да, може 20 играчи ќе ја промашат. Бартон убаво кажа, раката негова е во неприродна положба. Да. Така да. Урошевич, Судењево ја и само да се надовршам малку на моветот, ме интересира малку поќе. Значи не збориме ми сега ја и Цоле со искуство големо, Бартон е на баш професионален судија. Ја на што можам да гледам како гледач. Судиите влијаеа врз играта по принципите што ги имаа зацртено, зависи од која држава доаѓа. Например, србите судија имаја подруги критериуми за фаул, енглезите имаја подруги критериуми за фаул. И сега може малку туека да влијае врз, зашто нели кој има премногу фаули се цепка играта и да стане на момент. Може Бартон да одговори. Не би се сложил со тоа дека под УЕФА мора сите да бидеме униформирани, значи. УЕФА ние на тие семинари што идеме, што ги пратиме, значи што не повикува. Значи мора униформа да имамо, исти критериум за свите, значи исти судија, значи исти критериум да имамо. Ја мислим дека имаше судија што дозволува и груба игра, груба игра. За србите имаја судија што не го дозволува. За србите конкретно како да ти кажем, не им се склопија коцките како што треба. Значи и играчите нервозни, почнеа нервоза, малу се загубија, тие зад гол судијите, малу и тие се подзагубија, значи не се снајдоа најбаш најдобро на тој надпревар. Може за тоа ги нема финалите. Инаку до тогаш мислам дека од судија феноменално, значи. Да. Не, и беа од фаворитите да суда финалето, али со тие две-три сега не се грешки, тие се ситници. Значи било корна, не било аут, не било, значи сомнителни ситуации. И нервозата најповеќе влијаеше нервозата на играчите. Значи му се повраќа на судијата, се тој не знае што да му пре, да му дава картон, да не дава, знаеш, многу незгодна ситуација беа. И нема ја среќа. Тоа е сега треба да имаш и судиска среќа. Ова судењето. Ова са нови некои Цоле. Не, добро, ја се слагам со Бартон, ја не гледам некоја судиска неправда на ова првенство. Не, неправда не, него начинот на судењето. Тоа е веќе одлика на судијата. Има судија што лесно вади картон. До лигата кај што суда. До судијата, по мене. Зашто има судија што лесно се фаќа за картон, а има судија треба стварно да се деси нешто за да даде картон. Ама и не би се сложил дека имаше грубости, значи толку самите фудбалери беа толку културни, спортски зборам, културни, спортски. Имаше надпревари судија не треба. Ја не видов на првенството еден фаул, груп што викаме фудбалски, не спортски. Да оди со намера да го повреди или ја не видов така. А судиите се луѓе исто. Како убаво рече Бартон. Како ја ќе промашам од пола метро гол,
Па може А и он он све да види. Ама Да. а он се Зависи од ситуацијата, значи од важно е поставеноста. да у не моментот. погреши Како со се намера, важното. А иначе грешки. Аголот. Како го фаќаш аголот? Значи што- треба да биде среќен за да офатиш Но аголот. јас Добро. би се сложил со Бартон, за мене студењето беше ова првенство перфектно. Да, и коректно, многу коректно. Перфектно. Тоа Урошевич, бевте тренер во Тетекс, водевте и млади категории, мало околу тактиката на тренерите на ова првенство. Значи, многу голови беа постигнати со удари од далечина, многу голови по прекини. Дали сметате дека играта на ова првенство беше буквално како партија шах? Па се вака. Пред да почне емисијата коментиравме со колегата. За мене, ја, може не сум некој постигнал тренерско име, така, ама сум водел и младенци кадети, со кадети сум бил прва на Македонија со таа генерација каде што сега тој Екзон Бетулај е репрезентативец на Македонија е од мојата школа, Еден од точно. најдобрите Зато, десетбекови моментално. а тогаш знаете како беше Шкендија, не, прво одат во Шкендија албанците, нормално, па одат Да. во Ренова, па на крај во Тетекс. Он дојде од Тетекс као неперспективен. Па ете го кај дојде. Така да се вратам на таа тактика. За мене тактика е, пред некој ден исто Ѓоре Јовановски, ако гледавте на МТВ, имаш исто му постави прашање тактика. Тактика нема за мене. Има поставеност на играчите и кој колку може да исполни од таа физичка, таа спремност и поединечни квалитети на играчот. Значи индивидуални. Кој може да реши од потек, видовме Пае. Два надпревари и реши со потек. Во гол- Шут. со гол девет- Значи во тоа 90 не е минути. тактика. Да. За мене едино сега промашена тактика и разочарување е Белгија. Не знам сега тренерот што е, како е селекторот, не можем човекот си работи, но за мене буквално надпреварот со што го загубија Со Велс. Со Велс. 3:1. Да, 3. Они поведуваат и после неговата аргументација, белгиска аргументација е заснована на напад, на офанзива. Он проба нешто да игра дефансиво, каде што тие играчи од таа светска класа, кој ќе ти игра дефанзива? Мислам дека голема грешка направи и го кошташе Белгија тој пораз. Пак ќе повторам, тактика до некаде да, ама тактика да исполнат враќање, убацување, затварање, померање. Значи тоа е поставеноста на играчот и сега нормално. Тактика и нели, еве Албанија нема моќ и сега тактички они се враќаат 10 души во две линии на 10 метра, на 30 метра од својот гол и само помераат и затвараат и се борат. Значи најважно е борбата и желбата. Албанија изненади, стварно изненади. Пример со дадов. начинот на Иначе игра. тоа важи и за Исланд, тоа важи и за Велс, и за Ирска, за сите репрезентации. Затоа ќе кажам, големо разочарување за мене беше Белгија и Англија. Па и Шпанија. Би се надовржал и Хрватска е разочарување. Со тоа тактичко што Се би слажем, надовржал. точно се слажем, Значи, зашто има они офанз- претерано тргнаа со Португалија и они да бранат, а они да ги Португалија им рече, им даде изволте на тацна Тачно. да играт. игра. И они место да ги нападнат со тој квалитет на играчи и они исто се задоволија со тоа реми и на крај уствари у 118 минута Изгуби. и ги казни. Да, кога сме кај Португалија. Саровски, дали сметаш дека среќата има голема улога на ова европско првенство? Значи, Португалија до полуфиналето стигна без ниту една победа во регуларните 90 минути, 3 нерешени во група, нерешени во осмина финалето и во четвртфиналето, првата победа дури во полуфинале и еве ги во финалето. Ама нема ни пораз. Да. Ви коментиравме преска тоа. Среќа, апсолутно дека среќата мораш да го имаш у било што, не само у фудбалот. Меѓутоа, ја не би рекол дека станува сега збор за среќа, пошто ако гледамо како игра играчиве на европско првенство, кај што трчаа по 13-15 километра, како се бора, ја дека мислим дека ова европско првенство покажа дека ни стратегијата, ни тактиката, ни среќата е доволно голема. Единствено нешто што ги држеше репрезентацијата и што го покажа е тоа што го знае компактност. И повеќе од
Да. Значи, она што ги нема е квалитетите да изигра добро, квалитетно, они го надополнуваат со трчање. Албанија го покажа на најдобар начин тоа. Јасно. Немаја доволно играчки квалитети, ама затоа имаја Ниедно фудбалско име нема. нема, меѓутоа изиграја Како како изиграја. колектив. Како колектив изиграја прекрасно. Среќа, да, само на пеналите би се сложил дека има среќа. Зашто? Ако има среќа, ајде да речеме дека има и несреќа. Роналдо не погоди ниту еднаш до сега. Промаши пенал, погоди се Пенал, со Австрија да, 0-0. и ниту еден слободен удар. 90% живи од зид завршија. Да. Италија со Германија напаѓаше цело време на крај. Среќата е више на пеналите. Да. Од тие 90 минути, 120 кои си играа, Значи, ритамот беше со појако темпо на ова првенство, еден надпревар играа повеќе 8 на финалето е додадено. Да. Значи, Франција и Португалија ќе одиграат 7 надпревари за 30 на дена. Значи, тоа е НБА, буквално НБА ритам. Јасно. Значи, Кога ќе видиме во Англија нон-стоп така е. ама Англија не е во финале. Зашто играат странци. Па сега, нели? Не сакам да кажам дека не е напорно, Англија цела година го игра тој ритам. Вторник, сабот, па знаете Boxing Day, каде се игра у недела 4 Преку напред. еден ден. Да. Јасно. добро, е малку тешко и напорно е. Нормално. Напорно, Но за еден месец се издржува се. да, може малку напорно околу начинот. Ама дека- тие се големи професионалци. Големи Таму е голема И клупата. улогата на лекарите, на физиотерапеутите, на таа голема клуба. голема клупа, Квалитетна. да, ростер голем, 23 играчи и плюс науката, таму те рехабилитира за 24 сата, да, тоа точно. Ама и мотивот е многу голем мотив. Кога можеше Роналдо да истрча 70 метра Мотивот е голем. у 120 минута со Затоа викам Хорватска. не е ништо тешко кога Кога имаш рече мотив. банда. Да. Кој имаш мотив не е тешко. Бартам да се вратиме малку на уште малку на судењето. Че беа досудени 8 пенали, од кои 7 реализирани, еден го промаши Роналдо, веќе спомнавме, и доделени се само 3 црвени картони. Значи, капитенот на Албанија Лорик Цана, Драгович од Австрија и Шон Дафи од Ирска против Франција во тој легендарен направо да речеме 1-0 водеше Ирска изненадувачки со гол од пенала, потоа прими 2 гола, доби црвен и го изгуби надпревара. Исто Рицоли судеше. Дали мислиш дека фудбалерите беа до толку дисциплинирани за да има само 3 црвени картони и 8 пенали, или мислиш дека судиите дозволуваа да се игра поошто? Не, судиите не дозволуваат, значи судиите си судија тоа што си гледаја, значи според правилата на фудбалска игра. А играчите беа дисциплинирани, значи они знаа ако сака да игра наредна утакмица, не треба да го направи тој старт, значи. Они самите си се чуваа. Како да го објасним тоа, значи просто се Да. пази. Добро, ама ималите репрезентација покажаја Респект. и да, кој играа со големи звезди кои што тежа стотина Да. милиона фунт или евра И таму го почитува тоа. и го почитува и не сака да го повреди. Јасно. Све што ова Албанија што го спомна црвениот картон Лорик Цана. на 2 жути беше. Да, Да, второ. второ. И вториот ја мислам дека беше од Исправно. невнимание. Да. Се лизна. Од невнимание ме беше. Мораше да Чи направи. исправно, Да. ама мораше да го даде, тоа беше за... Не, Да, да, да. чисти, Да, чисти, Да, да. да. Исто и Сите црвениот црвени картон. Него не да спориме дека немаше Значи, грубости. последен играч Да, да. отворен. Од црвен Од картон. два гола, да, да. да. Нема тука над нема Гризман што да беше, се да. мисли, значи. Немаше картон за Отворен грубост. пат. Ова е фаул што е неопходен. Урошевич, кога го спомнавме, Гризман. Значи, Гризман, па е, можеби Кристијано Роналдо, Герет Бел во конкуренција за најдобар играч. Продефилираа неколку млади фудбалери како непознати како Ренато Санчес, Капуцка. Капуцка Малија, од Краковија, да. Од друга страна, разочарувања Ибрахимовиќ, Милер како да не играше цело првенство, Руни надвор од форма за разлика од Варди кој беше на клупа. Што мислиш каква е конкуренцијата за најдобар млад играч, за најдобар играч? Бидејќи за најдобар стрелец мислам дека Гризман веќе нема конкуренција, има 6 гола, им бега 3 гола на вториот, третиот таму и тука е завршена работа. Па мислам дека веќе се останаа тие тројца, Гризман, Пае и Роналдо. Мислам дека се тие што се во финале се бара од тие најдобар играч. Веќе за најдобар стрелец знаеме, нели? Да. Дека тешко е достижно, мада фудбалот треба да се причека до крај, не се знае што носи, но сепак многу тешко е Роналдо да постигне 3 или 4 гола и да го престигне, а за играч на првенството па е до вчерашниот надпревар, добро,
но сепак тоа беше надпревар кај што ете тука тактички се вратија и он немаше голема улога во таа игра. Требаше да повеќе да затвора, него да ги покаже своите капацитети во организација на играта, затоа што Франција немаше игра. Франција победи без игра. Знаеме, првото време беше, како да кажем, тоа Германија ги надигра, Да. 30 Исто. минути. не да ги надигра, За да него цело полувреме. покаже И дојде 65, таа 45. 46-та кобна минута, каде што све се смени. Така да мислам Да, дека мало внимание. дека Пае, Роналдо не би рекол, сепак и Роналдо ради името, Роналдо експлодираше Зашто не во оста- полуфиналето и на он купата не го остави немаше печаток него, да. никако. На ниједен надпревар. А додека Пае остави на 3-4 надпревари каде што он им ги реши. Секој центаршут, секоја протурена топка, секој негов гол, тоа е нешто прекрасно. Дали може Герет Бел да биде изненадување? Па не верувам Изгубил затоа во што полуфинале? Да. И во полуфиналето не даде некој очекуван допринос, така да не верувам. Додуше и повеќе Ја да мислам дека мора да се бара меѓу Пае и Гризман. Роналдо. И Роналдо, сепак името му го носи. Да. Се ако изигра една добар надпревар, постигне 2-3 гола и го реши надпреварот, знаете, Роналдо. Да. Меѓутоа беше многу корисен Роналдо. На неколку сега- позиција изигра. Ама Перфектно. без Роналдо Да. Португалија не може Ништо, да замисли. Да, не Не може е- да замислимо. И да го нема никаде, видовте Да. голот првиот. Да. Колку Ете, малку му статистика, треба, да. колку одраз, Таш. шутот, 70 Да. км Скокот одраз, 2,6 метри, брзина на топка тоа е нешто 70 надприродно, км/ч, надпросечно. Да. Тоа е тој Роналдо, што никаде го нема И у моментот ќе и експлодира. ти го решава на преварот. А што кажа, за разлика, разочарувањата има на секое првенство, значи, има фудбалери млади или поискусни што експлодираат, а има фудбалери од кои се очекува многу, а ништо не А дава. притисокот од јавноста врз нив е Да, уште поголем. како што рече Павле Ибрахимовиќ, Ибрахимовиќ се Руни, проси од репрезентацијата без гол. како Ништо. испанат од група. Да. Тоа е што Ама е. и допринос никаков. Да. Еве за Милер исто, значи он се прости исто без постигнат најдобриот гол. стрелец на светските првенства. Најдобар, а тоа е како сега читам некое проклетство каде што на европските не може да стварно тука има нешто, да бидеш најдобар Ренато стрелец. Санчес, откритие на првенството. Ренато Санчес, добро, не да, на првенството е откритие, ама он веќе е докажан во Бенфика. Сега тука се појави некои шпекулации за годините, но сепак и да ги има и 18, да ги има и 22, многу Имаше квалитетен. шпекулации 24, 25, дали 23 има, се дали појави, 18, да, но сепак играчот врна класа. Брз, Ако е експлозивен стварно со играч. тие години, Да. толку сигурен, толку стабилен, толку искуство во неговата игра, тоа е нешто фасцинантно. Да. Има, го спомнав тој малиот Капуцка од Полска, каде што малку му дава шанса, но првиот надпревар што го изигра беше играше надпреварот. Мислам Кимич има од Германија. Кимик, да, од и во Бајерн играше стопер. Тука му ја даде таа десна позиција од Лам, каде што потсетува доста на Филип Лам во играта. Многу сака да се уфрлува, многу работи, многу трча, така да мислам дека он е иднината на Германија. За друг помлад, Пијаца. Од да, Хрватска. добро, он малку имаше Добро, мала минута. малку удел имаше. Значи збориме за оние што изигра доста надпревари и што тука е добро, Погба е веќе играч, но сепак е млад. Да. Нели? Он е веќе со име, каде што ете 120 милиони се спомнува сега Манчестер, но збориме нели како млад играч. А за откривење Капуцка и Ренато Санчес. Санчес. Санчес, Па, добро, макар, пак е- ќе кажам, Санчес е докажан. Да. Ако има 18 години, он беше носител на Бенфика. Да. Нели? Да. И затоа направи трансфер а сега очекувам малиот од Полска да направи добар трансфер. Зашто видовте кај играл во Краковија. Краковија. Во- Што испадна во прво коло на Лига Европа од нашата шкенка. Нашата, Да. Значи во следниот блок ќе направиме мала споредба помеѓу македонскиот фудбал и европското првенство. Значи и во смисла и на судењето, и на играта, и на нашите шанси на нашата репрезентација да се пласираме на големо надпреварување. Значи ја би почнал пак од Бартон. Значи дали можеме да направиме споредба судењето во Македонија, значи во првата лига, не во подолните рангови втора, трета, значи во првата лига нашите најдобри суди што имаат УЕФА, ФИФА знак со европското првенство и дали воопшто ние имаме квалитетни суди кои што можат да го достигнат нивото
на европското првенство, да судат на европско првенство? Па, имаме суди, значи судењето во нашава држава, во Македонија е за ја според моје мислење, се ја како мислим, за 3 класи е подобро од фудбалот. Не знам дали Цоле би се сложил со тоа. Судење стварно имаме квалитетни суди, еве еден Александар Ставрев на Барселона стигна Лига шампиони суди, Лига Европа, значи имаме добри суди. Ке нас судењето е над фудбалот. Значи за 3 класи. И мислам дека можеме точно рамо со европските суди да се носиме. Дали сме на вистинскиот пат, значи дали судиите имаат едукација од УЕФА и од ФИФА за да го достигнат уште повисоко ниво? Да, мислим дека сме на, значи имаме едукација, имаме од УЕФА програми, значи поздрав до сега јавно би ја поздравил судиската организација на Фудбалската федерација на Македонија. Дека оди во права насока, значи нема никакви калкулации, никакви проблеми, мислим, дека судиите можат да се носат рамо со европските суди. Во Ако се Македонија судиите над лигата, и тоа е проблем, нели? Не би требало паралелно некако да се движа насоките? Би требало. Би требало, ама фудбалот е под. Да, за жал. во Македонија често има забелешки на судењето, меѓутоа по тоа изреката кој губи има право да се лути, се обвинува судиите дека суделе за домашните екипи, така наречено домашно судење. Дали мислиш дека Франција во финалето ќе има домашно судење? Под наводници. Не ми се веруе. Значи, ниеден судија на таков надпревар не би се дрзнал да прави нешто или да... Значи, тоа е како би животен сон. И тие влегуваат во легендите со самото тоа што ќе судат финале. Тачно, и значи, он ќе влезе со тоа... Али има симпатија. Да бидеме свекој, ја мислим дека... Не ми се, нема шанс. Не спрема домаќинот. Нема... Као судија, можда повеќе се, али не дека ќе му може нешто секој судија да си има некој фаворит за себе, ама во финалето нема шанси дека да суда, да. Значи, јас ќе би судел ја. Тоа е сон за секој судија, нормално. Кој би судел ти, би зел 50.000 евра. Пак ќе се сува. Значи, нашата репрезентација моментално... Ама би ги заработал, значи. Поштено заработал. Нашата репрезентација моментално е 140 и некој на ранг листата, веќе тешко и за броење, високи бројки се тоа. На ова европско првенство играат Шпанија, Италија и Албанија, кои што се наши противници во квалификациите за светското првенство во Русија 2018 година. Првата репрезентација оди директно на светско првенство, втората во бараж. Дали Македонија има макар и теоретски шанси да направи нешто повеќе? Бараш? Со нас во група се и Израел и Лихтенштеин. Ете така. Значи, пак да не се повторуваме. Еден Исланд. Па мислам сме го тепали, зашто? Да. Зармал. Тачно. Ако можеше да влезе и Албанија, тоа се репрезентација што еднаш у 100 години се дешава. И Лихтенштеин сме го тепани? Да. Зашто еднаш од тие 100 години раз да не се си баш наредната година да биде таа една од тие 100 години. Значи има шансе, ако малку поќе се поработа, да се уложи, не знам што, ја еве тоа малку Цоли поќе го разбира, што треба да се направи нешто за да се врати духот победнички кај репрезентацијата. Ние го немаме тоа. И публиката кој иде на надпревар со Македонија, као да не очекува дека ќе победиме. Дали е тоа недостиг на надпревари? Победнички менталитет. Да, не го немаме. Не само кај навијачите, и кај публиката исто се случи. Не знам, Цоле, ти Ивак, ти малку... Урошевич, значи, за светско првенство ќе биде навистина тешко, јас мислам дека немаме шанси. Да се надополнам на него, он вика имаме, ја мислам дека Не, во го овој момент, Да во овој кажав- квалификацијски циклус, дека немаме теоретски шанс. патриотски. Тоа е друго. Да, Навијачки. иначе, меѓутоа- И јас сакам, Да. тачно, јас сакам и први да бидеме директно да одиме. Него сега збориме Реалноста е реалност. Значи, реалноста е таа кај што квалитетот ни е на тоа ниво каде што не можеме моментално да парираме на овие репрезентации. Зашто земете вие нашите играчи репрезентативци, што ги имаме, 90% они не играат по своите клубови. А во кои клубови сте? По Хрватска, по Кипар, по Бугарија, по Маѓарска, по Словачка, значи имамо единствено Пандев. Да.
Сега што отиде исто Трајковски, Несторовски во Палермо. Сега отиде, да, Трајковски не играше. Меѓутоа неколку млади играчи од Академија Пандев Сега потпишаа. сега сакав да кажем тоа, значи сега за тоа реков, значи во овој квалификацијски циклус и во овој момент немаме шанси. Да ги резиграме. Но со репрезентацијата до 21 година, каде што имав прилика, така, може од радозналост да погледам, особено во Франција, ја немаше. Тоа е недопустиво да нема надпревар фудбалска репрезентација на телевизија да го гледаш. Пуштив на интернет 0-0. Значи толку ме одушевија тие младичи деца. Секоја чест. Значи од тие деца имаме перспектива. Она, значи се супроставија на една голема Франција без онај страф што викаме што го играат сега на ова првенство Исланд, Албанија, значи што се излагаат и играат, нема предавање. Значи они тие репрезентативци до 21 година го игра да без точно така, без респект никаков. Значи на една Франција не и дозволија да шутне на гол. Потоа со исто со другиот противник, со кој беше Со Украина. Украина. Го победуваш таму. Да, 2:0. Значи, И со тука е нашата имнина. И Но со сепак треба период да му се даде шанса, да се оформи таа селекција и да не се брза. Не сега, немаме резултати, овие не чинат други. Не, да им дадеме 4 години, 6 години, 8, кога ќе созреат на Да, 25-6 години да бараме резултатите. Дали нашата шанса е новиот модел на УЕФА за европските првенства? Секако. 24 репрезентации, Секако, за разлика од светските првенства, каде што само 12 или 13 репрезентации од секако. Европа. Па видовте се на ова првенство колку има дебитанти. Да, 5 дебитанти. И сите оставија силен впечаток. Меѓутоа, Велс беше прво група во квалификациите, значи и да се играше со Исланд. 16, секако ќе се пласираше. Не, ако не... Исланд беше пред една Подруг ќе беше Холандија. групите, ќе бе подруго Не, составено. друго е која ќе биде со помалку, друго он ќе падне со појаки репрезентации. Како не? Не е исто 4 и 6 групи. Да, не може да им го омаловажуваме сега тој успех. Да. Шансата Зборот да. ми беше дека Исланд и да се играше европското првенство со 16, извини Велс. И да Ама се не играше мора- европско првенство да, со се слагам 16 со тебе. екипи, они ќе се пласираат Ама бидејќи чекај, завршеа како ќе први. недостасуваат тие 8 екипи. Нели? Ќе беа појаките во конкуренција, ќе имаше друг тек на превар. Беа први Ова е подобро затоа што и третото место во квалификацијската група Да, беа да, први, да. Ама играш поопуштено. Да. Нели? Затоа што и третото место ти носи Успех. успех. Да. Да, јасно. Значи во четирите бараж. трето пласирани директно одат. Значи тоа е голем плюс за тие помали, зашто играш порастеретено. Значи, он ако загуби еден надпревар од појак противник, вториот ако го загуби, Готово. готово, нели? Да. А тука имаш до последно со третото место и преку бараш да отидеш. Тоа сакав да кажам. Да. И имаме големи шанси, големи шанси, ако се продолжи со добра стручна работа, да го искористиме овој систем. А иде во права насока, мислим. Дека Оди. иде, дека оди во права. Пак ќе ја спомнам таа аргументација до Влада, 20 20 година. јануари. Да, имавме ние И да се држа, 2-0 да се чува тие играчи. Нормално. на домашен терен со младата репрезентација на Македонија со Франција имавме 2-0 Да, предност. да. И црвен картон Да, против Франција. И Да, да, за тоа заборави. 5 минута нерешено ни направија, значи пат Франција на е концентрација. Франција. Но сепак 2-0 Да, да водиш Франција- на Франција, веле сила. Не е Франција, случајност. ја гледавте Таму тој и исто не Водевме беше. на гост. Случајни Да, случајни водев резултати е 1-0. Ја го гледав, ја го Да, гледав, автогол тој надпревар. без никаква намера. Значи, Он Франција одигра не шутна перфектен на гол. надпревар, се случува тоа Не во фудбал. Да. Ама сакам да кажам, стварно тие момци, нормално, веројатно со работата на Милевски, Да, браво. значи внел некоја во тие глави на тие деца, дека искачаш и нема калкулации, нема предавање, нека и Франција, нека и Шпанија. Значи искачаш и дава се од себе. Како што е еден Исланд, еден Велс. Нема Да. респект, што рече ти. Значи Милевски И само многу така- изненади. Да, да. Многу изненади, значи Нема тука. и психички ги спрема играчите. Резултатите кажуваат, нели? Кој е тренер, што е, колку тука нема сега тој не чини, Милевски не чини, тој чини. А Или Мурињо, Да, како што викаат да. Мурињо не чини. А да имам Тука резултатите. има Да. статистика Да, да, да. кој што освои, што направи. А се Тука сеќаваш- нема- Резултатот А се се сеќаваш кога го видливо, прогласија- главите се тие. Ке го прогласија, извини, ке го прогласија за селектор, се сеќаваш дека Да, медиумите имаше беа скептици, против, да. скептици, Бил дека нема вака, да бил биде. А така, гледај бил. спротивното се докажа дека стварно направи. Дечкото докажа дека вреди. Го бидуе, вреди. За сега. Значи, не Па не пробувавме, зар малку пробувавме со
Ама не е селектори, случајно тренери од страна од шампион од на Србија. Вардар што беше. Значи не е случајно. Го сменија него, дојде Никола Илиевски Джиджи. Да. 6 кола го водеше Джиджи, 6 пораза имаше. Вардар изгуби 5 бода предност зад кого беше, за Шкендија или за Турново, не знам, не се сеќавам. Добро. Па, заед, И тука дојде, бе, и значи, Турново беше со во Турново игра. да дојде- Да, Турново. Тој надпревар ја го судев. Последниот Последниот надпревар. надпревар што Да. одлучиеше, да, 5-1 кој ги победија, значи тој одлучиеше кој ќе Добро, биде прв. Илчо Ѓорѓиевски и Боби Милевски беа тандем уште во Македонија Ѓорче Петров, освоја титула. Ѓорѓиевски како тренер, Боби како помошник. Помошник. Само да После се и во наполнам, Вардар. ја по вториот пат кога се вратив во Вардар, они како млади деца, ја беше како искусен на 31, они почнуваа. Илчо Ѓорѓиевски и Боби Милевски. Да. Значи и со нив имам Да се надеваме дека тој успех што го имаја на клубски план како тандем, дека ќе го имаат сега и во репрезентацијата и во федерацијата. Дај Боже младинците да се пласираат на европско првенство, па и сениорите барем да бидат до крај во игра, да имаме надеж да се наполни стадионот и да За гледаме мене е добар фудбал. доволно сениорите да направат еден помак од ова сивило сега. Да биде четврто место, ама и да биде и пето, ама да биде со игра, со дух, со се желба и покаже малку. да го изгубиш над преварот, Исланд загуби 5-2. Да. Но сепак како Да. херои беа дочекани. Никој не им го зема тоа за кикс. Значи, дај ти се, гледаме во Англија, губат по 4-5, испаѓаат од лига, публиката им дава аплауз. Ама- Ама го оставаат срцето на Никој терен. не очекува од него да шутира као Роналдо или Ама, нормално. као не знам Ама кој да изигра. они Он очекуваат го да изигра даде се од себе. Максимум, да пружи оно што може. Да даде на овој надпревар 100%. Да. А денеска е подобар противникот, ќе И дадеш па на да, за тоа е спортот. Ама, Да, за Така тоа треба и што е. ние да се Лазе кажа Цоле убаво на почетокот, значи публикава кај нас, значи како да кажем сега, народов општо, ми влагамо на стадион и викам, абе денеска ќе изгубим. Значи скептици. скептици, Ама тоа е мора да внесено имаме више Бартон, значи кај психологијата е- публиката, кај психата играчите и кај тренерите, значи тоа е влезе на таа психа кај Некоја нас сите. меланхолија владе е страшна на Значи, стадион. искачаме и не можеме. Не, искачаме, можеме и мораме. и да се Сега бодри, на крај. треба ипак е грд Зашто национален проблемот е кај нас урбентација. Или кога дај нека гледаме, нека сега викна кога нека гледаме. репрезентација 2-3 послаби. Значи да се- стварно они да не се го дигне- даваат максимумот урбентација. Да. Не се борат како што треба Не, играчите. не. Иначе по мене едино што сум гледал надпревари со желба и со возбуда Македонија кој играла кога бил селектор Катанец. Тогаш Да, го делам Само- твоето мислење дека Македонија играше најдобар фудбал тогаш. по мене. Имаше резултати, а и FIFA ранглистата го покажуваше. И Тоа сега беше ќе имамо 36. резултати, ја мислам дека ќе имамо Македонија со кој младите играше фудбалери. тогаш со секој противник, играше на гол, играше на победа, значи од секого губеше и кога ќе изгубеше, губеше со како се ига со Во борба. Цоре, меѓутоа, ние правиме момент се и за тренери, за стручен штаб и било што. Проблемот е фудбалерите. Сега ние со сила ќе ги тераме. Не сакаш да идеш на европско, не сакаш да идеш на свет, не сакаш да се продадеш поубав пазар од овие квалификации за фудбалерите има. пак би рекол Не уложува квалитетот ни- е ни- тоа, ни 50, квалитетот е, да. квалитетот е. Добро, јас пак мислам дека проблемот е највеќе во младинските категории, најниско. Проблемот е во условите. И во Условите условите, ќе- меѓутоа, да те меѓутоа поправам. работите почнуваат да се движат од мртва точка. Самсоненко со Вардар, навистина големи инвестиции. Шкендија. Пандев со Академија Пандев Да. исто. Шкендија имаше еден податок, децата имаат 10 победи поред со гол разлика 80-0. Младите категории. Агенцијата за млади спорт и Фудбалската федерација на Македонија се направија 50 на терени, што со вештачка треба, што со природна. Тие со вештачка, да, тие со природна што ги направија, ги се запустија, се не е доволно. Ама и па да кажеме една друга работа. Еве Цоле пред колку години играше фудбал. Пред многу. Имаше Немаше ни такви. Имаше вештачка трава и 20 Тетек стадиони сум у Тетово. првиот надпревар ми е у Тетек Не, еден стадион се 78 играл. година. Против Вардар. Да. А сега земи кога е тоа? Нели? Не, еден стадион 38 бил. години. Еден стадион бил, ама у пионерска школа смо били, не ми е 90 Не, деца. имало и више. помошниот терен бил Да. убав. Имало услови. Солија не изгледа што го позади. старти мајко. Добро, сосем за држи, крај, сосем за крај. Прогноза за финалниот надпревар. Франција или Португалија? Кој сака може да почне? Да сите тројца истата Еве прашање. на постариот ја му давам предност. А прогноза Повозрасни. не е сега од квалитетно или нешто друго, од така, од симпатија се. Франција.
Зашто тоа ќе биде тежок напред. Тоа гледаме како Португалија игра, значи нивниот тренер тоа е буквално од таа аргументација технички дотерана, он направи дефанзивна аргументација, но му носи резултат и никој не може ништо да му каже. Еве ги во финале. Така да ќе биде тешко, зашто видовме првото полувреме Германија-Франција, колку Германија ја надигра Франција и како Франција го отвори резултатот среќно и после се понатака беше полесно. За мене Франција. Бартон? А ја наспротив на оваа страна си јадијам Португалија, да биде поинтересно, да не биде. Не, јас сум за Португалија исто. Португалија да биде, да не биде. И зашто мислим? Франција покажа одлична игра и даде добри резултати. Португалија сега за сега не покажа. Ништо. И расунам на тоа дека ќе експлодира баш во финалето. Како да ја темпираа формата, Да. значи најдоброто се на крај да како Што да и не е судо, меѓутоа ја и онака ги Пак ќе симпатишам кажам. Португалија. Шансите се поголеми за Франција, ама Да. да биде Исланд да играше со Франција во финалето ќе беше многу тешко. Да, Зашто тие надправери, еден надпревар која се игра финале, Финале. е многу тешко. да. Зашто имам играно и куп и со големи екипи, но тешко искача. Ја мислим дека баш Роналдо ќе експлодира во финале, дека Добро, во полуфиналето експлодира. да, Им да, донесе али финале. да, во финале ја мислим дека Асистенција и гол. ќе покаже Така да. Португалија дека стварно може да игра, не дека ми се Не симпатично. дека може, него може да селекција, игра. да, Португалија да, е составена од И фаворити ми од беа играчи на почетокот. од светска класа. Да. Како што и Франција, така да. Битно е да уживаме, се уште малку ни остана од фудбалот. Штета. Штета, да. Штета, Се убаво не навикнаа. Се навикнавме од ова покрај телевизор да седиме да чекаме. Па и по Добро, сега следува и Олимпијадата. Да. А добро, ја Значи, би- ние што сме малку и по некој другите што е- спортови, значи, Сум по другите. да, индивидуални. И јас сум по другите спортови, ама нема толку да Фудбалот е ме фудбал. колку што ми е Да фудбал. бидеме реални. Фудбалот е бројна се. Зашто од фудбалот не пропуштив ни еден надпревар, а од Олимпијадата веројатно така, која немаш ќе пуштиш. Да. Да. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше сео спортската емисија посветена на Европското првенство. Довидување.